Skoro da nema čovek, braće i sestri, koji ne saka da bude savršen. Problemom te često pati što ne sakame sami da nije da postaneme savršeni, tuku da postane savršen bližnji od nas, koji žive s ona. Zašto polestovni se gleda da postane bližnji od, da se izvežba po savršenosti, otkoliko nije samite da se vežbame po savršenosti. Može? Така, и ovaj mlad čovek koji napravil sve od zapovedite Božji, smetaјќи дека ќе добие оправдание за тоа и дури награда, му вели на Господа учителе благи, што да направам за да бидам совршен. Смetaјќи дека Господ ќе го пофали, ќе му рече, ами ти чим ги исполнуваш заповедите, веќе си совршен, што друго да правиш? Ама Господ не му вели така. Што значи ние дури да имаме свест, се да исполниме, пак сме уште далеко од совршеност. Зашто совршен значи свршен, нема поќе, нема што кај да се движи, завршен, завршена работа е совршената работа. Тоа значи совршен, завршен. Ама кој може да каже за него дека е совршен и дека е завршен и дека не треба да расте уште во овој живот? Ако некој се обиде тоа да го направи, тогаш прави грешка, крупна грешка и тоа во животот. Затоа што во овој свет нема совршени или завршени битија. Тоа го доживува и овој млад човек кој се направил. Многу мина однос, браќи и сестри, ниту половината од тоа што овој човек го направил, да сме го направиле. Исполнил сите Божи заповеди. Ама Христос моли, уште не си совршен. Сакаш да бидеш совршен? Тогаш оди, продај го имот свој, раздај го на сиромаси и тргни по мене. Тоа е патот и начинот за совршенство во живот. Сосема друг пат од онај кој води кон добродетелен живот, а особено од онај кој води кон материјален богат живот. Овој млад човек имаше, вели, доста посет, доста имање и заради тоа тешко му беше да го продаде, да го раздаде. И навистина е тешко. Кој може да рече дека едноставно на некоја возраст 30, 40, 50 година му рече ти на човека откажи се од се и тргни по мене. Тоа е тешко и претешко, ама ако сакаш тешкото да ти стане својствено, а тоа е совршеноста, тоа е пат. Нема друг пат и начин. И затоа Господ по тој пат го повикува овој млад човек. Тој знае дека се исполнил од Божите заповеди. Ама не само за него, туку и за нас кажува дека не е доволно да се исполне Божите заповеди. Ние, живејќи во овој свет, си мислиме тоа е доволно и предоволно да ги исполни човек и Божите заповеди. Не лажи, не убивај, не кради, не прави прелюба. Сакај го ближниот свој како самиот себе и готово. И се е завршено. Не, уште има и уште ќе има. Затоа совршеноста во овој свет на луѓето, на христијаните, не им е својствена. Не им е својствено во смисла што не е возможно да се постигне совршеноста. Затоа што за совршеноста има други критериуми. А критериумите за совршеноста се што овие Господ ги дава. Кога сакаш да
тргни, ако сакаш да бидеш совршен, тргни по мене. Колку луѓе тргнале по Господа, а ги исполнуваат сите Божји заповеди. Добродетелен живот имаат, ама не тргнале по Господа. Не може да биде совршен тогаш човек. Затоа, браќи и сестри, потребно е да се трудиме секој збор Господов дословно да го разбираме. Да го разбираме онака како што Господ го кажува и црквата го толкува со векови. Значи, лесно е да кажеме ние, не да ми исполнува ги заповедите или да му кажеме еден краток катехизис. Човека прави го ова и готово, и завршена е сета работа. Не, Господ научи дека тоа е малку и што и да постигнеме во овој живот е малку. Затоа е потребно да се трудиме. Ќе рече човек, што ние во ова село, мало или големо, се едно се трудиме малку одиме на нива, малку сме земјоделски крај, малку труд вложуваме. Има и уште повеќе од тоа, и тоа не е малку, ама не е доволно на совршенство. А тоа значи дека Господ не повикува во секој момент од животот да го имаме само Него. Тоа значи тргни по мене. И тогаш кога одиме на неба, и тогаш кога одиме да си ги извршиме своите должности, и тогаш да го имаме Господ и во умот, и во устата, и во животот воопшто. И кога го имаме тоа, тогаш не само што себе си се поучуваме на еден посовршен живот, туку ги учиме и оние кои се околу нас, дека тој е патот и начинот на животот. Тоа го чека Господ од сите нас. Не чека само самите да се восовршиме, а тоа значи барем да напредуваме кон совршенството. Туку да ги повлечеме кон тоа совршење и ближните наши, оние кои живеат со нас, оние кои работат со нас, нашите соселани, нашите жители на овој регион воопшто. И кога зборуваме за тоа, ќе разбудиме искра на побожност кај луѓето, ќе се размислат за тоа. Значи, нема тотално глуви или слепи луѓе, па ништо духовно не ги интересира. Не што ќе фати од таа искра, може би не веднаш, може би не по една година, по 10 години може би, ама нашата упорност треба да биде таква. Затоа, вие кои сте во црквата сте сол на земјата, никогаш не треба да ни премине од знаењето дека од нас Господ очекува да го засолиме целото тесто, целото јадење. Другите ги нема, гледате колку луѓе сме собрани во црквата. Другите ги нема, или спијат, или на нива се, или денес недела си велат да одмориме. А вие дојдовте. Зошто? Зошто сте сол. А солта е малку сестава, во мала количина. Ама таа го заквасува целото, го засолува целото јадење. Зато ова што го слушате на литургија е должност ваша да го пренесете на секаде. Како што ги сееме нивите со семе, така и овој збор Господов треба да го сееме. И сега, кога ќе се вратиме дома, и кога ќе бидеме со нашите ближни и нашите комши, да им кажеме, абе сакаш да бидеш совршен,
тој ќе ви рече, сакам, не е логосен човекот што не сака да биде совршен. Ако сакаш да бидеш совршен, малку е да не лажеш, да не крадеш, да не убиваш, да не правиш прелюба, туку треба да тргнеш по Господа. Животот твој да ти биде живот во и со Господа. Тогаш ќе има полза и самиот себе човек, и семејството, и оние кои се околу него. Затоа тој живот носи плодови. Плодови духовни зборам, зашто терете плодови вие повеќе знаете од мене што носи нивата и како треба да се работи и што треба да се постави и што следува прво, што последично. Ама за духовниот живот е овај начин кој ни го кажува Господ. Затоа, браќи и сестри, потребно е во овој живот да се трудиме да имаме секогаш желба прво за совршеноста, а после тоа истата да ја исполнуваме со трудот, со желбата, со надежта која имаме и секогаш да имаме пред, да не забораваме дека нашиот труд не е само за нас, тој е за ближниот. Сакаме ние сами да влеземе во Царството Божјо. Не, туку со тој што го сакаме, со ближните наши. Ама ако сакаме со ближните, треба да им ги отвараме очите. Ако им се затворени очите духовни зборувам, тоа е потребно да го учиме прво, затоа се собираме во црква, за и самите да се воцрковиме, а после самите воцрковени да ги воцрковуваме и другите. Милоста Божја да биде со вас и таја да ве поучува во сите дни на вашиот живот. Исполнете Господу.